Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Пригодно одбелижен 19 март, денот на формирањето на КПМ во Тетово. Унапредување на правата на пензионерите и нивно вклучување во различни активности. Цел на Сдруженијето на пензионери Тетово. Повредена 35-годишна жена од Тетовска Брвеница во сообраќајна несреќа. Пригодно одбележен 19 март, денот на формирањето на КПМ во Тетово. Неколку делегации положија свежо цвеќе пред споменикот на Јосип Броз Тито во дворот на музеот на Тетовскиот крај на Два Бреста. На денешен ден во 1943 година во Тетово е одржан конститутивен состанок на Централниот комитет, со што фактички е формирана Комунистичката партија на Македонија. Неколку делегации денес се потсетија на големиот настан од македонската историја и положија свежо цвеќе пред споменикот на Јосип Броз Тито во дворот на музеот на Тетовскиот крај, куќата на Јовановци. Основањето на Комунистичката партија на Македонија представува крупен настан во повеќе вековната борба на македонскиот народ за негово национално ослободување. Единствено правилен став кон македонскиот народ имаше КПЈ, која во целост го признаваше постоењето на македонците како посебен народ и укажуваше на белиот терор и колонизацијата, што забрзано се спроведуваше во Македонија во тој период. Во Тетово се започнало со подготовки за организирање на состанокот за формирање на КПМ. За прв секретар е избран Ѓоце Стојчевски во февруари 1941. Состанокот се одржал во куќата на семејството Јовановци во местноста Два Бреста. Со организација околу подготовките и обезбедувањето на куќата раководел Тодор Циповски Мерџан. На состанокот присуствувале Светозар Вукмановиќ Темпо, Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски Абас и Страхил Гигов. Целта била да се зајакнат партизанските одреди и да се формираат нови, да се формираат околиски комитети, да се зголеми политичката активност и така натаму. Заветот на Гоце Делчев, Сандански, Карев и многу други борци е реализиран на 2 август 1944 година на првото заседание на АСНО. Ваквите настани овозможија во 1991 година по одржаниот референдум со председателот Киро Глигоров Македонија да се етаблира како членка на Обединетите нации и како субјект кој полноправно учествува на светската историска сцена како самостојна, суверена и демократска држава, истакна Велимир Цветановски од музеот на Тетовскиот крај. Ангажирање во различни активности, рекреирање и добивање здравствени услуги за своите членови. Ова е целта на Сдруженијето на пензионери Тетово, кое брои околу 14.000 членови и континуирано работи во насока на унапредување на правата на пензионерите. Од неодамна сум избран за председател на собранието на Сдруженијето на пензионери Тетово и во рамките на надлежностите, а тоа регулирано со статутот на Сдруженијето, собранието има задача за пратење на активностите и реализација на програмата донесена на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери. Ние секогаш се залагаме за што подоследно спроведување на тие одлуки кои што се донесуваат на извршниот одбор и се разбира во интерес на пензионерите на Сдруженијето на пензионери Тетово. Сдруженијето на пензионери Тетово брои околу 14.000 члена и во рамките на тој број сигурно се залагаме што поголем број да активираме во она што значи нивно рекреирање, нивно ангажирање во разни активности, а се разбира и во заштита на здравствената состојба на пензионерите. Доделуваме социјална помош, еднократна помош за социјално загрозени пензионери и се грижиме за истите да ги распоредиме тамо каде што навистина се потребни. Активностите на Сдруженијето пензионери Тетово, како и секоја година, така и ова се утврдени со програма на Сдруженијето за работа, на Сдруженијето во целина и како
помошни тела 4 комисии, комисија за статутарни организациони прашања, комисија за здравство, комисија за спорт и спортски активности, комисија за културно забавен живот, имаат своји посебни програми како предлог од комисиите и доаѓаат на усвојење на извршниот одбор. Програмските определби се и зацртани во статутот на Сдруженијето и во главно, значи, програмата мора да е прискладена и со статутот на Сдруженијето. Како што ви напоменав, значи, таа има една програма во Сдруженијето во целина и истите са по области распоредени. Меѓутоа, последниве 2 години од познатите причини со пандемијата, дел од тие програми не бевме во можност да ги реализираме од причини што имаше ограничување за дружење, за масовни собирања, сите наши активности се грото поврзани со тоа. Меѓутоа, како среќна околност произлезе што средствата што се појави како вишок на нереализирани активности ги усредседивме за опремување на дел од просторите, пренамена и адаптација, како што беше просторијата за амбуланта за пензионерите, просторија за состаноци на приземјето, пошто се работи за постари луѓе и не е прикладно на спрат да се качуваат каде што имавме просторија. Ги искористиме за тоа. Исто така и пандемијата беше причина и на клубот на пензионери да му обезбедиме надсречни цена на отворено да имаат простор каде да се занимаваат и да спортуваат пензионерите. Ако биде се во ред со пандемијата, значи во мај месец почињаме со припреми за регионална и републичка ревија на песни, музика и игри. Секогаш сме учествувале и на двете манифестации, така и оваа година. После негде во почеток на средина на мај ќе почнеме со припреми за спортските надпревари и ако даде Господ пандемијата да ги прошетаме малку пензионерите во државата и надвор. Тоа е, мислам, за првиот дел од годината, после ќе видиме. Преку организиран караван ќе се поттикнува заинтересираноста за вакцинација против COVID-19. Караванот ќе стартува од понеделник во 14 локални заедници низ државата. Караван за вакцинација против COVID-19 стартува од понеделник во 14 локални заедници низ државата. Активноста на Министерството за здравство е со поддршка од Светската здравствена организација, УСАИД и УНИЦЕФ. Од Министерството за здравство порачаа дека вакцините кои се користат се сигурни и безбедни и од здравствените домови располагаат со доволни количини. На секој од местата опфатено со караванот, граѓаните ќе имаат можност да се вакцинираат и да се информираат за придобивките од имунизацијата против COVID-19. Исто така, на овие локации граѓаните кои се вакцинирани во странство ќе имаат можност да се евидентираат во системот Мој термин. Во овој регион, организираниот караван за вакцинација ќе се спроведува на 1 април од 12 до 16 часот во Домот на културата во село Неготиново во Рапчиште. Од Комисијата за заразни болести пак апелираат дека и покрај олабавувањето на мерките, сепак пандемијата не е завршена и граѓаните треба да бидат предпазливи. Апсолутно ќе се посветиме на рекламирање на вакцинацијата и на објаснување зошто ние не ја заклучивме пандемијата. Ние не знаеме што ќе се случи по месец дена, не па по 2 или 3 месеци, а во ова меѓувреме вакцинацијата ни останува клучната алатка во борба против пандемијата. Имавме малку интензивирање, праќање пораки, тоа многу ќе го засилиме затоа што има резултат, има одговор на рекламирањето, на подсетувањето дека е добро да се вакцинираат прво тие со поголем ризик, но понатаму и оние кои примиле 2 дози, а поминале доста време од втората доза. Во моментот стандард за најдобра заштита е 3 дози на вакцина. И тоа интензивно ќе го објаснуваме. Од почетокот на пандемијата, вкупната бројка на ковид диагностицирани лица во земјава достигна 302.867. Оздравени се 291.719 пациенти, а битката со вирусот ја изгубиле 9.164 лица. Нема кандидати за новите избори закажани на 17 април во Маврово, Ростуше. Процесот се комплицира по последните случувања и реакции од ВМРО-ДПМНЕ кои истакнаа дека нема да учествуваат на изборите и СДСМ кој го повлекува кандидатот како што велат заради неодговорноста на ВМРО-ДПМНЕ.
Во Маврово Ростуше нема да има кандидати ниту на новите избори закажани за 17 април. Во центар Жупа пак изборите ќе се одржат, но никој не се надева дека овој пат ќе бидат успешни. Двете општини останаа со низок број на население поради иселување, затоа што не исполнет цензусот потребен за избор на градоначалник. На 17 октомври на редовните локални избори во центар Жупа гласале само 1886 избирачи од 7317 запишани во избирачкиот список. Во Маврово и Ростуше гласале само 3246 од 10144 избирачи на избирачкиот список. Имајќи го предвид фактот дека од другата страна нема против кандидат, како и фактот дека голем број наши сограѓани се дел од диаспората, особено во овој период од годината, постои реален ризик локалните избори повторно да не успеат. Јас, како одговорен и совесен човек, но и СДСМ, како државотворна и одговорна партија, на кои на прво место ни се граѓаните, донесовме одлука да ја повлечеме нашата кандидатура. Да нема дополнителни трошоци во време на криза, односно пари од буџетот на општината да не се трошат на избори кои може повторно да бидат неуспешни. Според изборниот законник член 132, доколку во првиот круг на гласање на изборите за градоначалник не излезе 1/3 од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список во таа општина, се повторуваат сите изборни постапки во таа општина. Инаку, за да се избегне проблемот со недостиг на гласачи, од центар Жупа по локалните избори побара излезноста на гласачите да се намали на 25%. Повредена 35-годишна жена од Тетовска Брвеница во сообраќајна несреќа. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 7 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека во Тетовска Брвеница патничко моторно возило Ауди со тетовски регистарски ознаки, управувано од 30-годишникот Тетовска Волковија, удрило во 35-годишничка од Брвеница. Во несреќата таа се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 7 часот и 10 минути полициски службеници лишиле од слобода 30-годишен тетовец, поради сомнение дека заедно со 34-годишен тетовец околу 5 часот фрлиле шишиња со запалива течност во спортска обложувалница Казино на улица Илинденска во Тетово и предизвикале пожар. При тоа со повреди се здобиле двајца полициски службеници кои во објектот преземале службени действија во врска со друг претходно пријавен настан. 30-годишникот е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 41-годишникот село Палчиште Тетовско поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. На 31.12.2021 во Тетово полициски службеници го забележале пријавениот како продава пиротехнички средства во импровизирана тезга, пошто бил извршен преглед кај него и биле пронајдени повеќе парчиња пиротехнички средства. Санкционирани 106 возачи во текот на вчерашниот ден бидејќи управувале моторни возила со брзина поголема од пропишаната. Во текот на вчерашниот ден на територијата на СВР Тетово спроведена е зајакната акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 106 возачи. Од нив 9 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 2 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 75 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 31 надвор од населено место. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Засилените акцијски сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. СВР Тетово апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да се зголеми безбедноста во сообраќајот и сите заедно да придонесеме за посигурни патишта.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.